Образложението на пресудата за случајот на специјалното обвинителство трусте при крај, велат од апелациониот суд за 1ТВ. Судски извори брифираат дека наредната недела ќе финишираат и последните детали, па правосилната пресуда ќе биде испратена до кривичниот суд, осудените и до нивните адвокати. Бизнисменот Сеат Кочан според пресудата добива затворска казна од 4 години и 8 месеци. Нема да оди веднаш зад решетки. Прво во Скопска единица треба да се оформи предмет и да биде доделен на судија за извршување на санкции, кој ќе му испрати упатен акт каде ќе го пишува датумот кога бизнисменот Кочан ќе треба да се јави во затвор. Според законот за извршување на санкциите, осудените имаат можност да бараат одлучување на затворската казна, зашто Кочан ќе треба до кривичен да испрати молба, но ако ги исполнува условите. Се наоѓа на болничко лекување од потешка акутна болест или од зависности, се случила смрт или тешка болест во потесното семејство на осуденото лице. Одлагањето е потребно заради извршување или довршување на неодложни полски или сезонски работи или работи предизвикани од елементарна непогода или со друга несреќа, а во семејството на осуденото лице нема доволно друга работна сила. Осуденото лице е обврзано да изврши одредена работа што веќе е започнало, а поради неизвршување на таа работа би настапила позначителна штета. Одлагањето на осуденото лице му е потребно заради завршување на училишната година или за полагање испит за кој се подготвувало. Заедно со осуденото лице се осудени неговиот брачен другар или други членови на заедничкото домакинство, или ако некој од нив се наоѓаат на издржување на казната, а со упатувањето на сите овие лица на издржување на казна би била загрозена издршката на старите, болните или малолетните членови на семејството, или би се довело во прашање нормалното стопанисување на домакинството. Доколку е потребно, осуденото лице одредено време да се грижи за воспитувањето и чувањето на децата или изгрижување на немокни лица, за кое е должно да се грижи, според мислењето на органите за социјална заштита на општината на чие подрачје децата или тие лица имаат живеалиште или престојувалиште. Вакво одлагање на затворската казна јавноста памети дека побара поранешниот премиер Никола Груевски, а откако требаше да се јави во затвор, тој избегол државата и доби политички азил во Унгарија. Инаку апелациониот суд пред 2,5 месеци делумно ги уважи жалбите за случајот Труст. Првично кривичен Кочан го осуди на 6 години затвор, а Василија Вирович на 3 години. Апелација ги намали казните, за Кочан на 4 години и 8 месеци, а Вирович ќе оди 2 години во затвор ако во наредните 5 години ќе стори ново кривично дело.